Концентрацијата на олово во Крива река е зголемена за 10 пати повеќе од дозволеното. За неколку стотици пати е зголемена и концентрацијата на цијанид, фосфор и азот. Ова го покажал извештајот кој денеска го презентираше градоначалникот на Крива Паланка, Сашо Митовски, а се однесува на испитаните примероци на водата во реката еден ден по хаваријата во рудникот Тораница на 14 март, направени од приватна лабораторија. Митовски најави дека ќе бара кривична одговорност. Водата во Крива река по земените примероци од водата еден ден по настанувањето на хаваријата во рудникот Тораница е сериозно загадена и представува опасност за животот и здравјето на луѓето. Извештајот по направеното тестирање на квалитетот на водата во Крива река покажува неверојатно зголемени концентрации на штетни материи, а она што најмногу загрижува е 10-кратното зголемено присуство и концентрација на тешки метали, поточно количината на олово присутно во водата. За ова загадување општина Крива Паланка ќе бара и кривична одговорност, особено затоа што за ваква хаварија кривичниот законник предвидува и кривична одговорност. Од Министерството за животна средина и просторно планирање соопштија дека компанијата Булмак од Пробишти, подружница на рудник Тораница, е казнет со 200.000 евра за инцидент во кој пукнала цевка, кој според нив представува прекршок од трета категорија. Оттаму појаснуваат дека станува збор за технолошка вода која не содржи хемиски средства. По извршен вонреден инспекцијски надзор на ден 24 март годинава од страна на Државниот инспекторат за животна средина, утврдено е дека од страна на Булмак 2016 доел Пробиштип подружница рудник Тораница Крива Паланка, согласно член 212ж од Законот за животна средина, е сторен прекршок од трета категорија, при што горе именуваниот сторител е согласен за поведување на постапка за спогодување. Предвидената прекршочна глоба за големи трговци согласно регистрацијата во Централен регистар на Република Македонија во овој случај за правниот субјект е максимална и изнесува од 180.000 до 200.000 евра во динарска противвредност, односно максимални 10.000 евра во динарска противвредност за одговорното лице. Од Булмак 2016 рудник Тораница за телевизија 24 велат дека ќе чекаат официјални резултати, па потоа ќе излезат со свој став. За загадувањето на Крива река реагираа и од одва иницијатива. Тие преку објава на социјалните мрежи ги поддржаа барањата на градоначалникот Митовски. Инцидентот со хаваријата се случил на 14 март, а инспекторатот за животна средина на рудникот Тораница направил увид истиот ден и констатирал дека има само заматување на водата.